Лавината која понесе електрификацијата ги зафати сите и овозможи на сцена да се појават сосема нови играчи. На оние кои правилата на игра им се одамна јасни, лансираат електрични верзии на своите добро познати модели. Таков е примерот со електричниот Ducato, Mercedes EQB и првенецот на струја на Genesis G80. Предстојниот HR-V носи нови пораки од Honda, легендарниот Polo е освежен, а како придонес на домашната сцена официјално настапи CF Moto, додека Volvo го представи XC40 Recharge, plug-in, кого денеска го имаме на тест. Добар ден и срдечно добре дојде во новата премиера. Европската автомобилска индустрија најверојатно ќе може малку да здивне од притисокот што ја го создаваат се построгите еколошки норми. После долги преписки и укажувања на експертите, стигнуваат првите сигнали дека европските законодавци сепак ќе отстапат малку од своите амбициозни цели за воведување на Евро 7 нормите во 2025 година. За сега не се споменува ништо конкретно за идните нивни потези, но размислувањата одат во две насоки: олабавување на самите мерки и одложување на нивната примена. Автомобилските производители одамна предупредуваат дека е неисплатливо да се развиваат веќе отпишаните технологии според драстично заострените, па дури и неостварливи лимити кои беа најавени. Тие се уште не се официјални, но се планира преполовување на азотните оксиди и намалување на содржината на јаглен моноксид во издувните гасови за 3 до 10 пати. Во прилог на сегашната ситуација оди и фактот дека современите Евро 6 мотори имаат значително помалку емисии отколку што пропишуваат стандардите. Што ќе се случи ќе дознаеме кога финалниот предлог ќе се најде на маса некаде во јуни, додека неговото усвојување е предвидено за ноември. Со можностите кои ги нуди електрификацијата, американската пикап сцена ќе доживее целосна трансформација. Покрај веќе етаблираните играчи се појавија и многу други сосема нови и непознати, чии идеи најавуваат остра битка за превласт. Еден од поамбициозните е компанијата Lordstown, која купи една поранешна фабрика на General Motors за производство на својот модел наречен Endurance. Во неговиот развој се применети неколку напредни инженерски решенија како што е скейтборд платформата со електромотори вградени во тркалата. Ги има вкупно 4 кои испорачуваат 600 конјски сили доволни за забрзување до 96 км на час за 5,5 секунди или влечење приколка од 3,5 тони. Батериите од 109 киловат-часа обезбедуваат автономија од околу 400 км, а максималната брзина му е ограничена на 128 км на час. Одредена му е и цената која ќе изнесува $52.500, заради што од компанијата се надеваат на продажба од најмалку 20.000 примероци годишно.
Компактниот Volkswagen Taos ја зазеде својата стартна позиција за освојување на американскиот пазар. Со големи очекувања да го замени Golf, германскиот производител му даде силен адут во рацете. Цената од $23,000 која го прави најефтиното спортско корисно возило на пазарот. Производството во Мексико веќе му е започнато, а првите испораки ќе бидат во јуни. Накупувачите ќе им биде на располагање само со 1,5 литарски турбобензинет со 160 конски сили, засега без планови за некои други верзии. Основната изведба ќе има 8-степена автоматика, а онаа со погон на сите 4 тркала DSG менувач со 7 степени. Американците ќе ги привлекува со практичната и добро опремена внатрешност, чија просторност ја обезбедуваа должината од 4,5 и меѓуоскиното растојание од 2,7 метри. Значајно е и што багажникот е со зафатнена од цели 800 литри, кои со соборување на задната клупа ќе нараснат на скоро 1900. Volkswagen Taos во прилагодени верзии ќе се продава и во Јужна Америка и Русија, додека за Европа не постојат планови за негово лансирање. CF Motors ни доаѓа од Народна република Кина. Неговата глобална експанзија се должи на перманентниот развој. Пред 32 години кога започна со работа, првите модели беа мопеди, а денеска има широка палета на моторцикли. Но популарноста на возилата кои ги употребуваме за рекреација го усмери CF Motors и во друго поле. Изработка на АТВ возила, односно квадови. Од неодамна CF е присутен кај нас преку CF Motors Македонија, кои се целите и амбициите на ново формираната компанија. CF Moto je jedan od najbrže rastućih brendova u power sport industriji. Pored veoma atraktivnih modela različitih vozila koje razvija, CF Moto u velikoj meri insistira i na zadovoljstvu kupaca. Baš iz tog razloga CF Moto je kao brend i zvanično prisutan na makedonskom tržištu. Палетата на производи на CF Moto е многу голема, преку АТВ возила, УТВ возила и Z-Force возила, исто така и голем асортиман на моторцикли. Фирмата обезбедува продажен салон, сервис и нормално резервни делови. Со ова сакам да најавам и една соработка во полето на безбедноста. Популарноста на квадовите е се поголема и се повеќе има поклоници и корисници, но наша цел е заедно со CF Македонија да ви предочиме кои се потенцијалните опасности и како да се користат овие возила на теренски услови, за каде се и наменети, но за тоа во следните изданија на Автомагазин. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени.
едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Стилски флуидната каросерија сега има купеовска форма, хибриден погон, впечатлив светлосен отисок и употребува веќе проверени решенија во внатрешноста. Ова е највкусиот можен опис за новиот ХРВ. За Genesis не треба многу да се зборува. Од истото место како и Honda, од салонот на автомобилите во Шангај, го прославија првенецот на батерии G80. Веднаш воочлива е новата дизајнерска насока на Honda. Тесните LED фарови, поврзани со тенка хромирана спојка, дефинираат далеку источна припадност, нагласена со решетка на ладилникот во боја на возилото и му даваат карактеристичен изглед. Задниот дел стана гломазен. Тоа ја формира купеовската форма, дефинирана со ниската покривна линија. Во зависност од варијантата на опремата, поклопецот на багажникот се отвора и затвора електрично со потек со стопалото под браникот. ХРВ ќе порасне само малку во должина, нешто над 4,3 метри. Употребната вредност се гледа во интериерот. Има 35 мм повеќе простор за колената во задниот дел. Магичните седишта, превземени од претходниот ХРВ, обезбедуваат променлив внатрешен простор. Сепак, веќе е јасно дека возачот ќе биде пречекан од модерен кокпит. Мултимедијалниот систем со својот 9-инчен екран на допир е целосно редизајниран и треба да биде многу полесен за употреба благодарение на логично структурираното мени. Honda ги надгради и асистентите за возачот. Системот за предупредување за суди работи попрецизно со камера со висока резолуција со широк агол и ги препознава возилата и пешаците кои преминуваат дури и ноќе. Адаптибилната контрола на крстосувањето делува почувствително за време на маневрите за претекнување, а комплетно нов за малиот јапонец е помошникот за слепи места, кои го предупредуваат возачот при движење и при паркирање. Honda веќе најави дека повеќе нема да има нов модел без електрификација. Чист електричен автомобил во моментов не е планиран, наместо тоа се користи целосен хибрид како единствен погон за теренецот. Основните карактеристики на бензинскиот мотор и VTEC од 1,5 литар доаѓаат од џез и активно го поддржуваат два електромотори. Излезната моќност на системот е 131 конска сила со максимален вртежен момент од 253 Нм при 4500 вртежи во минута. Така наречениот систем eHEV содржи 3 режими на погон кои автоматски се прилагодуваат на околностите. Затоа ХРВ најмногу ги користи своите електромотори за стартување, додека бензинскиот мотор се вклучува само при поголема брзина. Honda уште не дава никакви информации за точната потрошувачка и детални податоци ќе бидат споделени кон крајот на годината, кога е закажана премиерата. Електричниот G80 е седан што ги користи најновите технологии. Шангајскиот саем беше искористен за негово лансирање, очекувајќи да им се допадне на кинезите ориентирани кон луксузниот сегмент. Оттаму ќе го преплива Пацификот каде е на проверена територија. Неговата автономија од 427 км е добар адут, исто како и погонот на сите тркала, забрзување до 100 за 5,2 секунди и експресното полнење на батеријата.
Нејзиниот капацитет се полни од најниско ниво од 10% до 80% наполнетост за само 22 минути благодарејќи на мултинапонскиот систем оперативен на 400 и 800 волти кој им овозможува на корисниците да употребуваат различна инфраструктура. Првиот електричен Genesis не е само луксузен, туку е и хуман. Опремен е со системот V2L, со кого може да се уштека на куќна мрежа за прва помош. За кус период флотата електрични возила на Мерцедес вброи вкупно 5 члена. Последниот лансиран во Шангај во голема мерка се базира врз постоечкиот GLB, а електричниот погон му дава право да се нарече EQB. Слично решение ни приредија италијанците со доставното Ducato, погонет со струја со автономија поголема од 300 километри. Пристигнува и петиот електричен модел на Мерцедес, овој пат тоа е EQB, направен на основа на кросоверскиот GLB. Од него се разликува помалку изменетиот изглед со дизајнерски елементи ускладени со останатите електрични модели на марката. Тоа подразбира голема затворена црна маска и поинакви предни светла, додека назад е додадена тенка LED лента по целата широчина. Основниот облик на каросеријата остана иста, димензиите малку се променија, должината за 5, а височината за 1 сантиметар. Има место за 7 патници, од кои оние во третиот ред треба да бидат пониски од 1,65 метри. Во внатрешноста скоро во целост превземена од GLB доминира серискиот MBUX мултимедиски систем, а малку уздодевниот амбиент е разбиен со елементи во имитација на алуминиум. Техничките детали не се во целост објавени и ќе се разликуваат по региони. За Европа се очекува EQB да доаѓа со 1 или 2 електромотора со максимални 224, односно 292 коњски сили, кои ќе ги задвижуваат предните или сите 4 тркала. Батериите со капацитет од 66,5 киловат-часа ќе му дадат автономија од нешто помалку од 300 километри. Продажбата ќе му започне на есен, најпрво во Кина, а потоа и на останатите пазари. За разлика од GLB, кој се произведува во Мексико, глобалната верзија на EQB ќе доаѓа од Унгарија. Fiat Ducato е присутен цели 15 години на пазарот, но тоа воопшто не беше пречка лани да стане најдобро продавано комерцијално возило во Европа. Сега на своите квалитети со кои ги привлекува купувачите е додаден уште еден. Во духот на новото време, Ducato доби електрична верзија. Најавено уште пред 2 години, таа произлезе како резултат на стратешкото партнерство на Fiat со DHL, креирано со цел преминување на возила со нулта емисија. Заради тоа, италијанците се убедени дека електричниот Ducato е идеален за задоволување на специфичните транспортни потреби на сите кои работат низ градските улици. Електричната погонска група од 122 коњски сили и 280 Нм вртежен момент ќе го забрза до 50 км на час за 5 секунди. На располагање со 2 пакета батерии од 47 и 79 киловат-часа со кои ќе помине до 370 км.
може да користи полначи до 50 киловати, кои за половина час ќе му обезбедат доволно струја за 100 километри. Треба да се напомене и дека помалите батерии имаат гаранција од 8 години или 160.000 километри, а поголемите 10 години или 220.000 километри. Електричниот Дукато може да се добие во 400 конфигурации со товарен простор меѓу 10 и 17 кубни метри со носивост која изнесува скоро 2 тона. Од Фиат уште наведуваат дека трошоците за одржување ќе бидат за околу 40% пониски отколку кај моделите со дизел мотор. Цената во Италија му изнесува 42.700 евра без ДДВ. Неговата кариера започна пред повеќе од 45 години во Инголштад како Ауди 50. Набргу, овој модел беше трансфериран и да игра за Волфсбург, со децении градејќи го имиджот како Volkswagen Polo. Обновената генерација сериозно се доближува до Голф и нема да биде ефтина. Volkswagen Polo успеа да постигне планетарен успех со вкупно над 18 милиони произведени примероци. Иако сега представен, неговата обновена генерација ќе започне да се продава како нова еволутивна фаза од јуни. Од претходникот се разликува по дизајнот и опременоста. Димензиите речиси и не се променија. Само во должина новото издание се зголеми малку над 4 метри и 5 сантиметри. Меѓуоскиното растојание остана исто 2,56 метри. Предните и задните делови се редизајнирани и прилагодени на Голф, а браниците исто така добија поинаков дизајн. Фаровите сега ја внесуваат светлината со LED технологија како стандард, а IQ Light LED матричните фарови сега може да се нарачаат како дополнителна опција. При дизајнирањето на Polo прифатени се елементи од Golf 8 и Arteon. Не само од аспект на дизајнот, развојните инженери позајмија многу елементи од поголемите модели. Ревидираното Polo може да се нарача со така наречената IQ Drive Travel Assist, кој овозможува полуавтономно возење со брзина до 210 км на час, што е премиера во овој сегмент. Стандардното Polo се испорачува со цела низа други системи за асистенција, како што е системот за следење на животната средина Front Assist со функција за сопирање во итни случаи и систем за предупредување за преминување на лента. Polo, кога ќе биде лансиран, ќе се нуди во 4 линии на опременост, а во текот на летото ќе се појави спортската верзија GTI со 207 коњи и менувач со двојна спојка. За моторизацијата е задолжен еднолитарскиот трицилиндарски мотор со 3 моќности од 80, 95 и 110 коњи. Средниот по сила мотор може да се впари со 7 степен DSG, кој е пак сериски во најсилната верзија. Изведбата со погон на природен газ од 90 коњски сили е уште во игра. Се уште не се утврдени цените за новото Polo, но според неофицијалните информации, основната верзија треба да чини помалку од 16.000 евра во Германија. Плагин хибридите стануваат и наша реалност. Не така масовна, но веќе се забележливи на улиците. Идејата на нивно користење е кога ќе дојдете дома да ги приклучите на полнач, за да утре дента бидете оперативни со електромоторот. Volvo XC40 има свој предлог за хибридизацијата. Најмалото спортско корисно возило од портфолиото на шведскиот производител има електромотор од 80 коњски сили, кој е впарен директно со новиот 7-степен менувач со двојна спојка. Тоа значи дека нема електромотор на задните тркала и се разбира нема еден
хибриден погон на сите тркала. Неговата идеја е економичноста, но да видиме дали така ќе се однесува во секојдневното користење. Иако пократок од 4,5 метри, XC40 нуди доволно простор во внатрешноста. Безкомпромисен е видливиот типичен дизајн за Volvo. Големи површини испреплетени со пуритански решенија, но тоа не значи дека опременоста не е доволна. Напротив, со големиот така наречен, јас барем така го нарекувам, таблет, имате контрола на цел ентертејмент систем, додека дигиталниот кокпит ви пружа посебно чувство и информираност додека возите. Кожниот интериер е сериски во плагин изведбите. Доволно посветивме простор за изгледот и чувството во кабината, да видиме какви се возните својства на овој хибрид. Плагин хибридите се направени да допринесат за зелено, односно возење во градски услови без емисија на штетни издувни гасови. Плагинот на Volvo е во склад со таа филозофија. Тој е опремен со електромотор кој има 80 конски сили и ја црпи енергијата од батерија со капацитет од 10,7 киловат-часови. Тоа е доволно енергија да се поминат на струја 40 на километри. Голем допринос на екологијата е возењето на струја во градски услови. Но самото чувство во внатрешноста изобилува со удобност и тишина. Ги слушате само пневматиците кои се тркалаат по градскиот асфалт. Вистинско задоволство да се крстари низ градот со нула емисии и многу малку децибели. Бенефитот на користење на плагин хибриди во градски средини е повеќе кратен. Но што ќе се случи кога ќе остане батеријата без струја? Како и кај сите хибриди, тогаш на помош доаѓа 1,5 литрениот турбобензински мотор кој има 180 конски сили. Тој е доволно економичен и доволно перформансен да ја погони оваа каросерија тешка 1800 килограми. На отворен пат хибридот не нуди чуда. Повторно ве тера да возите кротко и економично, без оглед дека во синергијата на моторот на внатрешно согорување и електромоторот имате повеќе од 220 конски сили. Оваа каросерија е направена за уживање, а не за спортско возење. Лесно за брзово, бидејќи трицилиндрашот подпомогнат со турбополнеч знае да потегне и да произведе 180 конски сили. Тука на помош секогаш е и електромоторот. Сепак, батеријата е празна и се подпирам на енергијата која добивам од трицилиндерскиот мотор. Тој овозможува динамично возење, но сепак внимавајте, бидејќи тежината на ова возило е сконцентрирана повеќе на предната оска, па при динамични маневри можно е надуправување. Не секогаш, бидејќи електрониката будно го следи секој маневар и секоја реакција на возачот, но сепак треба да се внимава. Трицилиндерскиот мотор одлично потегнува, но ме изненади неговата потрошувачка. Борд компјутерот кој кај швеѓаните е прилично точен, покажа просечни 6,9 литри потрошувачка, што е за секоја пофалка.
Иако има 3 модуси на возење, кој да го изберете, нема драстично да се промени ништо. Ниту подпирањето, ниту звукот на моторот, може би малку реакцијата на менувачот. Но XC40 Recharge е направен да пружи удобство, економичност и безгрижни километри. Па затоа и цената од 59.350 евра не е толку дискутабилна колку што е наменета на одредена класа луѓе, која допрва кај нас треба да се створи. Сепак, продажбата на плагин хибриди расте не поради низината цена, туку поради субвенциите кои ги даваат развиените држави за користење на овие возила. Па затоа, овој тип возила се интересни за флотните купувачи, бидејќи пред се штедат гориво, но и имаат даночни олеснувања. Рака на срце, во градот ЕВН се потруди да го достигне својот број на полначи до 22, па така користењето на плагин хибридите и електричните возила станува попристапно. Но, што ако нема брз полнач во околината? Тогаш ќе морате да се задоволите на полнење на стандардна мрежа која испорачува околу 3 киловат часови. Тоа значи дека оваа батерија во домашни услови би требало да биде наполнета за нешто повеќе од 3 часови. Кај нас XC40 со плагин технологија чини 59.350 евра. Оваа сума нималку не е наивна, посебно не за оние кои сакаат за своите пари да добијат автомобил, односно возило што подолго на метража. Ова е вистински мал диамант на тркала. Оние кои ќе знаат да ја препознаат неговата вистинска вредност и технологија, нема да жалат да бидат современи не само со технологијата, туку и со еколошките трендови. Тоа беше се што подготвивме за денеска. До гледање.